Почитувани, останува помалку од еден месец до потпишувањето на договорот со Бугарија, кој Заев во Софија го најави со бугарскиот премиер Бојко Борисов. А македонскиот народ нема никаква информација што содржи истиот. Единствено се познати контурите кои ги спомена Заев, а тоа е бришење на учебниците и согласноста дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја. Што ќе се брише од учебниците по историја? Дали Македонија во минатото имала своја сопствена историја и дали македонскиот јазик официјално ќе биде признаен, останува енигма. Овие дилеми, кои произлегуваат од нетранспарентноста на Зоран Заев, го вознемирија македонскиот народ, вклучувајќи ги и членовите на ОМО и Линден, кои жестоко реагираа заради тоа што биле заборавени и игнорирани од страна на Заев. Овие дилеми ги разбудија и духовите во Бугарија, кои целосно го негираат постоењето на Македонија и македонскиот народ. Тие веќе го протолкуваат договорот како ставање крај на македонизмот и сиот овој атак не само што не беше демантиран, туку беше премолчан од институциите предводени од СДС. Божидар Димитров, директор на Националниот историски институт од Бугарија, вчера во Софија изјави дека ниту Ману не смее да има став за договорот, особено за две точки, од кои едната е менување на учебниците по историја. Образложението на Димитров е дека академиците знаеле дека Заев ќе ги избркат од работа ако тргнат против него. Па затоа наместо да ја бранеле државата и државните интереси, си ги бранеле работните места. Според Димитров, во Ману седеле луѓе кои кога ќе им дадеш пари, ќе се пишат бугари, па затоа не ги коментираат, ниту пак имаат став по однос на договорот со Бугарија. ВМРО најостро ги осудува ваквите антимакедонски ставови. Ваквите настапи се понижувачки и мора да бидат осудени. Ману мора да реагира и да покаже дека не е приврзок на Заев. Ману мора да излезе со став и околу договорот кој Заев има намера да го склучи со Бугарија. Молкот на Ману за вакви суштински прашања отвара простор за нови напади и нови омаловажувања. На ваквите напади мора да реагира и Министерството за надворешни работи, бидејќи во прашање угледот на државата и на врвна научна институција. СДС најуваше дебата по сите прашања, а сега целата јавност е сведок на нетранспарентност и затвореност за прашања кои длабоко задираат во историјата и идентитетот на македонскиот народ. СДС нема ниту морално право, ниту мандат надвор од очите на јавноста во 4 очи да одлучува за вакви прашања.